Сител телевизија. Во тема на денот разговарам со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Министра, кои се најновите информации за колку осомничени опфаќа истрагата, колку лица се приведени? Осомничени се досега повеќе од 20 на луѓе. Согласно последните информации кои што ги добив, за најголем дел од нив веќе се извршени разговори со истите. Дел од тие веќе се во притвор. Дел од нив се од, да речеме, луѓето кои што биле во рамки на овој објект како повредени, и тие се во рамки на клиниките. И дел од нив исто така во текот на денешниот ден, во текот на утрешниот ден, по насока на јавен обвинител ќе постапуваме и ќе бидат спроведени согласно закон до надлежен судија на претходна постапка за оние за кои што јавното обвинителство ќе оцени дека треба да бидат така процесирани. До сега морам да истакнам дека констатирани се основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување на општа опасност, тоа е 288 од кривичниот законник, како и 292 кривично дело тешки дела против општата сигурност, кои што се дефинирани за ваков тип на размери, значи каде што имаме смртни последици, во ставот 2 од предметниот член, и се предвидени навистина доста ригорозни казни. Од 3 до 20 години, ако не се. Така е. При што од сите оние основи на сомнение кои што ги имаме досега, од она кои што сум информирани од страна на јавното обвинителство, станува збор за една доста обемна документација, обемна истрага која што се спроведува. Се вршат увиди на лице место, се вршат увиди, односно претреси во повеќе простории, се вршат увиди во рамки на Министерство за економија, беа вршени во текот на вчерашниот ден, во рамки на други институции, да не ги именувам поименично сега. Нема да има буквално милост за никого. Секој еден кој што допринел директно или индиректно, посредно или непосредно, во рамки на ова ужасна трагедија која што и се случи на Македонија, заради која што плаче секој еден македонец, ќе одговара. Нема да е како до сега во случаевите. Гледам дека многу недобронамерници на оваа земја во изминативе неколку дена, наместо да покажат разум, наместо да покажат она кое што би требало еден нормален човек да го покаже во рамки на ваква трагедија, тие пробуваат да дефокусираат, да манипулираат јавноста и така натаму. Со действијата кои што ги превземам по насока на јавен обвинител. Моментално, како осомничени, имаме луѓе кои што биле на позиција министер, имаме луѓе кои што биле на позиција државен секретар, имаме луѓе кои што биле на позиција директори на институции, имаме луѓе кои што биле на позиција раководители на сектори, имаме луѓе кои што биле на позиција собственици на правни лица, имаме луѓе кои што биле на позиција обезбедување на лице место, имаме луѓе кои што биле на позиција да согласно нивни овластувања изготват одредена документација која што била незаконита. Ќе се згрози на македонската јавност кога овој предмет во детали ќе биде расветлен од аспект на сите оние действија кои што сме ги превзеле до сега. Ќе се згрози. Особено ќе се згрози кога ќе види дека повторно, по не знам кој пат, последица на овие незаконитости
е мито и корупција. Многу добро знам што зборам, а внимавам како ги изнесувам информациите во јавност, за да не загрозам дел од истрагата. Кога јавноста ќе види за кои суми били издавани одредени документи и било ставано нешто незаконито, спротивно на сите правила, спротивно на сите регулативи, спротивно на се она кое што би требало да е нормалност во рамки на функционирање на еден кабаре клуб, диско клуб и така натаму, ќе и се сгрози. Имате информација за такви износи? Имате докази за такви износи? Има. Повторно говориме за мито и корупција. Корупцијата ја уништи Македонија. Буквално ја уништи. На крајот се доведовме на дереджа да изгубиме бројка од 60 млади луѓе. Мораме да бидеме максимално посветени да еднаш за секогаш покажеме дека навистина имаме капацитет согласно закон да ја овозможиме правдата. Има ли лица кои се уште се недостапни? Вчера рековте дека 4 или 5 централни потерници се распишани за дел од лицата кои треба да бидат опфатени со истрагата. Дали сега сите се обезбедени или се уште има лица во бегство? Сега за сега, секој еден кој што го имаме како осомничен во рамки на оваа кривична постапка е обезбеден. Лицата кои што беа во рамки на утврдени во рамки на централна потерница беа трнати од истата заради тоа што во моментот кога ги стававме немавме информација дека станува збор за дел од повредените лица кои што по идентификација на истите утврдивме дека треба да биде повлечена централната потерница затоа што истите беа обезбедени. Практично не биле во бегство, туку биле меѓу така, повредените. но ние немавме информација во тој момент каде се истите. Во рамки на кои вие споминавте еден поранешен министер, добро тоа е веќе познато дека се работи за поранешниот министер за економија Криштин Бектеши, државната секретарка во истото министерство. Во рамки на кои други институции сте влезени како истрага за да утврдите какви пропусти или какви незаконити действија биле направени кои резултирале со трагедијата? Министерство за внатрешни работи, Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Дирекција за заштита и спасување, правни лица кои што исто така имале овластување да потпишат одредени документи и при тоа незаконски ги изработиле тие документи. Например, ќе кажам, во еден од тие документи кои што биле потпишани, оној кој што го потпишал тврдел дека објектот ги исполнувал сите потребни услови согласно закон кои што предвидуваат одреден број на влезови, излези, градежна конструкција и така натаму и така натаму. Сега да не откриваме се. Да, сите видовме дека не Што сите исполнувал видовме дека не е услови. така. Што сите видовме дека не е така. Видите, повторно се враќаме на крајот на денот на непрофесионално, неморално, нечесно, коруптивно поведение кое што е вмрежано како во државните институции, така и во приватните институции во Македонија. И на крајот еве на кое дереđe не донесе. Повторно истиот проблем. Истиот проблем беше кога говоревме за предметот со адитивите, се сеќавате таму кои се незаконитости ги имаа превземено. Видовме корупција огромна во предметот каде што судии од највисокиот суд рекетираа. Видовме корупција огромна во предметите кои што беа поврзани со апсење на царинаниците. Добро, и со мазутот мислам дека беше еден во страшен предметот случај. со мазутот, видовме корупција во предметот со кодна акција Шипка, мислам дека беше во Западна Македонија. Корупцијата ни го изеде општеството. Го споменавте и МВР меѓу институциите Така во е. кои се вршат проверки. Кои се сомневањата за какви структури во рамки на самото министерство и што тие погрешиле? Погрешиле во делот, имаме основи на сомнение дека
постојат одредени незаконитости во постапувањето при издавањето на соодветни документи кои што Министерството за внатрешни работи согласно закон ги издава. Како и во делот на действија кои што се превземани при целокупниот овој период временски наназад. За секој еден кој што ќе биде констатирано дека директно или индиректно има било какво влијание на незаконитост, а при тоа таа незаконитост не довела до овој грозоморен настан, ќе има одговорност. Има ли до сега од она што е прибрано како докази и искази основа сепак да се приспити работењето на одредени актуелни функционери на пониско или на повисоко ниво кои можеле да имаат, можеби во рамки на своите постапувања, информации дека дозволата е нелегална, дека има пиротехника во еден таков простор и така натаму, зборувам и во рамки на Министерството за внатрешни работи и во рамки на инспекторатите кои што имаат надлежности во овој дел. Видете, логично е прашањето многу. До сега работиме за утврдување на факти кои што се директно поврзани со овој кривично правен настан од аспект на действија на извршување кои што се превземени или не се превземени на конкретните лиценци, дозволи, мислења, легализации и така натаму. Овие действија се превземани во минатото, не се превземани денес. И нормално е во оваа постапка да бидат насочени основите на сомнение против лицата кои што сториле или не сториле одредено действие за кое што го сториле незаконито или не сториле нешто што требало да го сторат согласно закон. Сите овие действија кои што ги говорам се превземани годиниве наназад. И затоа овие лица кои што моментално ги имаме осомничено приведено се во притвор или против кои што постапуваме, се дел од лицата кои што превземале действија во изминатиот период. За сите оние кои што ќе утврдиме дека од денешен аспект не превзеле соодветно действие, ви уверувам дека соодветно ќе постапиме за тие. Но сега, постапувајќи по документацијата која што се разгледува, врз основа на која што били издавани сите дозволи, мислења и така натаму, постапуваме во насока на обезбедување, спроведување и целокупно финализирање со доказите во однос на оние лица кои што имаат, за кои што постојат основи за сомнение дека имаат вина. Секако во координација и насока од страна на јавниот обвинител. Денеска беше сослушан и градоначалникот на Кочани, кој денеска и си поднесе оставка, го напушти судот слободен. Предпоставката е дека тој не е опфатен со истрагата до овој момент, доколку е поинаку ќе ве молам да ми кажете. Она што видовме е еден голем револт на улиците насочен кон него, веројатно поради обвинувањата за несторување, затоа што некој кој што живее во таа локална средина се претпоставува дека би требало да знае единственото, предпоставувам, диско или кабаре, во какви услови функционира во тој град. Да, точно е. Во текот на денешниот ден имавме разговор и со градоначалникот кој што е во оставка. И да, точно е дека се превземаат действија од аспект на целосно утврдување на фактичката состојба која што е поврзана со предметниот кривично правен настан. Го разбирам гневот на секој еден македонец. Го разбирам очајот, разочараноста и сето онаа болка на секој еден македонски граѓанин кој што има и јас имам. Јас имам. Но мораме да сме разумни, мораме да работиме согласно закон, мораме да превземаме действија кои што ќе не доведат до правда. Преку неправда никогаш не можете да стигнете до правда. Никогаш. Мораме да сме разумни.
мораме да повикаме сите на разум. Мора верските лидери да повикаат на разум. Мора политичарите да повикаат на разум. Барем оние кои што си сакаат Македонија и се нормални како луѓе. Не зборам за оние политички лишинари кои што ги гледаме денови. Секој еден кој што е разумен, секој еден кој што е нормален, секој еден кој што си сака својата држава и си го сака својот народ, мора да повика на разум. Мора да дозволиме Министерството за внатрешни работи, заедно со сите други институции кои што имаат надлежност за истражување, особено јавното обвинителство, да си ги сработат сите оние работи кои што треба да ги сработат. Пак ќе повторам. Брат да ми е, било каква врска да има со он, ќе одговара. Брат да ми е. Јавноста ќе има прилика да види во наредните денови и во време трајањето на оваа истрага дека има разлика помеѓу постапувањето на овие од претходно и сегашното постапување во делот на водењето на овие процеси. Нема да е крив пајакот. Нема да е крив пајакот. Нема да е крив кабелот. Секој еден кој што учествува, без разлика дали е министер, директор или било што, одговорно лице, од најмалото па до најголемото. Секој еден кој што сторил незаконитост ќе одговара. Ве уверувам. Добро, Секој сакаме да следиме како ќе тече истрагата. Кои конкретно дела му се ставаат на товар на екс-министерот за економија Кришник Бектеши? Истите овие кои што ги прочитав претходно, во насока на превземање на одредени незаконски действија и неспроведување на должен надзор, барем доказите кои што ги имаме досега се во таа насока, постојат основи на сомнение дека тој со своите незаконски действија кои што ги превзел, предизвикал, односно, согласно насоките од страна на јавниот обвинител, допринел на одреден начин да се случи ова што се случи. Вечерта за пред трагедијата полициски службеници биле присутни во самиот локал да вршат одредени проверки. Еден од нив го загуби животот во оваа трагедија. Зашто точно биле влезени во локалот? Колку чести биле ваквите проверки во овој локал и можело ли и тие да алармираат претходно дека таму едноставно има многу причини поради кои треба да се постапува, да се влезе, да се извршат контроли? Мрачната вечер, непосредно пред настанување на пожарот, во токму во тој локал, е спроведена акција од страна на Бюрото за јавна безбедност, конкретно ОВР Кочани, во насока на детектирање на трговија со дрога и присуство на малолетници во локалот по 12 часот. Таков тип на акција, освен што спроведовме во Кочани, таа вечер, беа спроведени и на територија на поголем број на СВР-ња во Македонија. Нажалост, еден од полициските службеници кои што бил дел од оваа акција, починува и е жртва на овој кривично правен настан. Во моментот на пожарот, дел од полициските службеници кои се преживеани, да речеме, вршеле преглед и претрес на едно од лицата кои што било осомничено, да речем, за поседување на дрога во самиот локал, додека полицискиот службеник кој што загинува бил во другиот дел од локалот и согласно информациите кои што ги имам добиено учествува во помагање на дел од
луѓето кои што присуствувале натре да излезат надвор, тој излегува надвор, се враќа натре, пак излегува надвор, пак се враќа натре во дискотеката и нажалост е еден од жртвите. Морам да изразам жалење и сочувство до семејствата на сите загинати во оваа најужасна трагедија која што е случена во Македонија. И морам да ги уверам дека одговорност има. Од секој еден кој што ќе се утврди во овој кривично правен настан, дека има било каква вина, најмала вина, која придонела преку корупција, мито, криминал и така натаму, да настане ова кое што настане, ќе одговара и ќе го трпи срамот од македонската јавност. Добро. За никогаш да не се повтори вакво нешто. Причината за избувнувањето на пожарот е употребата на пиротехника во тие несоодветни услови. Имало ли пријава до полицијата за употреба на пиротехника? Дали претходно никогаш во овој локал имало употреба, поради која имало пријава или некаква интервенција на полицијата и кој е одговорен, каде алоциравте одговорноста за употребата на пиротехнички средства во рамките на Нажалост локал? немало пријава до Министерството за внатрешни работи дека ќе бидат користени било какви пиротехнички средства за време на концертот. Согласно доказите кои што ги имаме обезбедено, дел од неупотребените пиротехнички средства се најдени при вршење на увидот. Истите во рамки на доказите кои што се обезбедени е утврдено дека за да бидат употребени потребно е најмалку висина во локалот да има 8 метра и да има чист периметар од 8 метра. Периметарот сите го видовте на снимките, каде што беа употребени, висината не верувам дека е повеќе од 3 метра. Кој е одговорен за тоа? Сопственикот на локалот, предпоставувам дека е меѓу приведените, организаторот на концертот. Каде точно ја алоциравте одговорноста токму за овој клучен момент употребата на пиротехника? Постојат основи за сомнение дека повеќе виновни има за овие действија кои што се превземени. Сите лица кои што досега доказите не водат во насока дека имаат било каква вина, се обезбедени. Сите лица. Рековте дека законот со кој што се регулира ова прашање за употреба на пиротехника е од 70-тите години. Ке се променили и на кој начин? Видете, повторно тука се јавува ова лудило на неработење и непрофесионалност. 2013 година е директивата од страна на ЕУ која што утврдува потреба од носење на нов закон. 2013. И сега ние во 2025 година работиме во континуитет повеќе месеци наназад да изготвиме ново законско решение кое што би требало да биде имплементирано до крајот на оваа година. Повторно гледаме нефункционален систем, дури и во носење на конкретно законско решение. Повторно. Еден од најтрагичните елементи на оваа трагедија е бројот и на малолетни лица кои биле присутни во самиот локал. Колку се доволни контролите кои до сега ги спроведувате, затоа што многумина велат дека е навистина честа појава после полноќ да се затекнат малолетни лица во ваков тип на ноќни клубови, а пред полноќ да им се точи алкохол и да без малку да нема контрола врз тоа што
што се случува со нашите најмлади, со децата во оваа земја? Максимално мора да се засилат сите контроли. Максимално мора да се засилат контролите не само од Министерството во делот на констатирање на оваа фактичка состојба, туку од страна на сите инспекторати кои што имаат надлежност конкретна во делот на утврдување на одредени законитости и незаконитости. Токму поради тоа, владата даде насоки како што даде, токму поради тоа денеска имавме координација во владата, се утврдија точни действија кои што ќе треба да се превземат од страна на сите надлежни институции во делот на воспоставување, односно вршење на надзор во изминатиот период кој што следи, ќе бидат извршени максимални проверки на сите оние кои што се стекнале со одредени повластувања, дозволи и така натаму, а при тоа не биле контролирани или пак биле контролирани, меѓутоа им било прегледувано низ прсти во изминатиот период, се со цел да воспоставиме нормално имплементирање на законите во Македонија. Ако е утврдено дека треба да има 2 влеза, треба да има 2 влеза. Ако е утврдено дека треба да има 2 излеза, треба да има 2 излеза, а не да бидат заклучени со катанци. Мора да ги почитуваме законите, мора да ги почитуваме правилата. Еднаш за секогаш мора да сватиме сите во Македонија дека едноставно законот мора да важи, мора да се почитува. Ако пишува 30, треба да возиш 30. Ако пишува дека треба да има 2 влеза, треба да има 2 влеза. Ако пишува во законот дека треба да има, не знам, висина минимум 3,50, треба да има 3,50. Ама не дали било 2,80 или 3,90. Мора да ги почитуваме законите. Ние немаме култура на почитување на законите. Тоа е еден од најголемите проблеми. Освен што имаме ниво на корупција и незаконитост, едно од најголемите во Европа. Мораме да покажеме одлучност во борбата против корупцијата и криминалот. Мораме во наредниот период. Народот ќе види дека има разлика. Со одлучна и јасна борба, која што мислам дека ја покажавме и во изминативе 8-9 месеци, народот ќе види дека има разлика од претходно. Мораме, немаме друг избор. Ќе се изгубиме државата иначе. Толку е уништена државата, верувајте ми, каде и да копнете, кој да предмет го отворите, кој да општествен проблем пробате да го регулирате, се е труло. Верувајте ми, во рамки на мојата надлежност, барем што ја имам до сега, секој еден општествен проблем кој што сум го отворил, се е труло. Се е труло. Па во овој предмет, колку што можам да видам, ќе имаме најмалку над 20 осомничени, согласно до сегашните докази кои што ги имам. Од различни сфери во рамки на институциите. Приватни, државни, највисоки позиции, најниски и така натаму. Страшна незаконитост, страшна корумпираност и страшно непочитување на се она кое што би требало да е правилна игра. Министра, ви благодарам што бевте во дневникот. Ќе следиме секако истрагата и реализацијата на ова што го ветувате. Но дозволете ми само една секунда. Мора да повикам уште еднаш на разум. Мораме да сме разумни сите. Целото општество мора да е разумно во овој период. Мора да дозволиме на органите на прогон да си ја сработат својата работа, за да на крајот, конечно, си ја нормализираме државата. Мораме да се разумни. Сите мораме да сме разумни. Благодарам уште еднаш.